Дали се слушаме? Да, добре. Добар ден, почитувана господја Иванова, почитувани министри, почитувани деца, родители, почитувани граѓани, почитувани дами и господа. Најпрво дозволите ми да ви се заблагодарам за вашето присуство денес на одбележувањето на овој меѓународен ден на аутизмот, со што искрено ни давате вистински придонес и мотивација во нашето понатамошно залагање за остварување на правата на овие наши деца, кои се реалност во нашата Република Македонија. Навистина сме горди што сме дел од еден ваков настан. Настан значаен за нас како Здружение за третман на деца со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром. Здружение едноставно наречено во мојот свет. Станува збор за деца кои се на нашата иднина, деца кои имаат еднакви права на живот како и сите останати деца во оваа наша држава. Држава која е должна сега и веднаш да ги прифати како реалност, да ги инклузира и интегрира во општествениот живот, затоа што таа има и развиен слух и осет за тоа. Дами и господа, нашата мисија е да понудиме еден нов, постојан начин на нега и грижа за овие деца и нивни родители. Со тоа ќе искомуницираме визија за нивно подобро утре. Ќе развиеме и понудиме решенија како да ги отвориме своите врати за соработка. Со тоа ќе понудиме и подобар квалитет на животот за нив, независно од социјалната, економската и културната припадност. Дозволете ми да ги обединиме индивидуалните способности и одговорности, чувството за припадност кон заедницата и изградената социјална и политичка одговорност, способноста и подготвеноста да им понудиме спокоен раст и живот на овие деца, кои сами всушност тоа не знаат да го побараат. Дами и господа, ова што се случува денес, тука и сега го овозможија нашите пријатели кои подпомогнаа со спонзорство и донаторство. А тоа се, дозволете ми да ги поздравам. Главен покровител, господја Маја Иванова, прва дама на Република Македонија. Општина Град Скопје и Општина Центар. Чувството на хуманост со насушната потреба за згрижување на овие деца ја увиде и организира во Здруженијето во мојот свет, господинот председател Златко Стојановски, на кој не му требаше многу време за да здружи околу 1300 членови за 6 месеци. Поздравете го председателот на Здруженијето, господинот Златко Стојановски, кој што ќе ви се обрати во овој момент. Господинот Стојановски, повелете. Почитувана господја Маја Иванова, почитувани граѓани на град Скопје, почитувани пријатели. Задоволство ми е да ве поздравам од ова место, мои драги сограѓани, кои гледам и верувам дека несебишно ја подавате раката на оние за кои што уствари и беше формирано Здруженијето во мојот свет. Затоа ќе си дозволам од ваше име да ги охрабрам родителите на децата со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром дека во борбата не се сами, туку не имаат сите нас. Ја започнавме заеднички. Од ова место акцијата за создавање на еднаков и равноправен живот на сите наши деца, затоа што тие се нашата иднина. Сакам да упатам апел од ова место до сите сограѓани да ја разбудиме вашата свест и да им помогнеме на оние кои секојдневно се борат со овој проблем, било да е наш комшија, роднина или пријател. Да ја разбудиме јавната свест за здружување на овие лица како во дневни центри, така и во објекти за домување. Се надевам дека сите тоа од се срце го посакувам. Ви благодарам. Благодариме председателе. А сега го повикувам председателот на Македонското научно здружение за аутизам, господинот Владимир Трајковски, да ви се обрати. Господинот Трајковски, повелете.
почитувана госпоѓа Маја Иванова, сопруга на председателот на Република Македонија, почитувани дами и господа, ценети граѓани, пријатели, поддржувачи на лицата со аутизам. Денеска е светскиот ден на аутизмот и по повод тој ден дозволете ми да ви посакам топло добро ден на сите присутни овде во центарот на главниот град на Република Македонија. Пред овој нов споменик воин на конј, ова место кое символично треба да ја одрази битката со целите што сакаме да ги постигнеме и акцентираме преку анимирање на поширок круг од јавноста и нејзино запознавање со проблемите на аутизмот кој сериозно го оптеретува нашето општество. Светскиот ден на аутизмот е востановен на 18 декември 2007 година со резолуција 62 низ 139 на Генералното собрание на Обединетите нации на предлог на државата Катар. Овој ден има за цел да го привлече вниманието на светот кон аутизмот, развојно нарушување што се јавува кај десетици и десетици милиони луѓе ширум светот. И треба да ги охрабри земјите да преземат мерки за да се подигне свеста за аутизмот во целото општество и да ги охрабри да започнат со рана диагноза и рана интервенција. Се изразува длабока загриженост за високата стапка на аутизмот, кој во моментот ги преокупира мислите на многу научници од целиот свет. Покрај тоа, Светскиот ден на аутизмот треба да ги промовира уникатните таленти и вештини што ги поседуваат лицата со аутизам и представува ден кога тие треба да бидат примени со голема врата во социјалната заедница. Секоја година организации за аутизам го одбележуваат овој ден со прибирање финансиски средства и настани кои ја подигаат јавната свест. Многу настани се организираат по повод Светскиот ден на аутизмот и тие ги вклучуваат следните активности: панел дискусии со аутизам експерти, политичари, представници на невладини организации, информативни настани за родители на деца со аутизам, уметнички работилници за лица со аутизам, конференции и работилници за професионалци кои работат со лицата со аутизам. Се прават телевизиски и радио емисии како и се објавуваат текстови во печатените медиуми за луѓето со аутизам и за нивните животи. Се објавуваат едукативни материјали за родителите и наставниците, изложби на уметнички дела од уметници со аутизам, прикажување на постери и знамења да се зголеми јавната свест за аутизмот. Се организираат специјални клиники за семејства кои имаат деца со аутизам за да добијат консултации од педијатри, доктори, дефектолози, психолози и социјални работници. Сето ова што го набројав се и активности на Македонското научно здружение за аутизам кој што ги има преземено во изминатите 12 години од своето постоење. Со тоа сме покажале дека не каскаме многу за достанатите земји во светот. МНЗА континуирано се грижи за остварување на правата на лицата со аутизам во Република Македонија. Во овој ден, кој што се чествува по 5-ти пат во светот, а кај нас по втор пат, минатата година имавме забележителен настан пред спомен куќата на мајка Тереза. Се чини дека од тогаш наваму многу работи се изменија во свеста на нашите граѓани. Но со тоа не се целосно исполнети нашите цели, бидејќи надлежните институции треба да преземат дел од своите обврски и задачи, како тоа што го чинат поголемиот број од државите во светот. За жал, во Македонија не постои национален регистар и не се знае колкав е точниот број на лица со аутизам. Во државата не постои систем за организирана заштита, едукација и рехабилитација на децата и лицата со аутизам. Ние во МНЗА сметаме дека не се посветува доволно внимание за решавање на проблемите на оваа категорија на граѓани. Потребно е поголемо вклучување не само од одговорните фактори, туку и од професионалците за подигнување на квалитетот на животот и остварување на правата на лицата со аутистичен спектар на нарушување во Република Македонија. Овој ден, посветен на аутизмот, нека ни биде паметник за значењето и сеопфатноста на овој огромен социјално-медицински проблем. Во светски рамки, кој ни пружа уште една можност за пренесување на информации до голема популација на граѓани. Лицата со аутизам треба да бидат вклучени во процесот на едукација, што е потврда за успешниот третман и напорите што ги вложува заедницата, тие деца да се интегрираат во општеството, а не да бидат потиснати на неговите маргини. Надеж мора да има за овие лица. Тие не смеат да бидат препуштени на случајноста. Тие мора да бидат љубени, почитувани и ценети од сите нас. Тие мора да добијат секаква здравствена заштита. Тие мора да имаат добар квалитет на живот, како и останатите граѓани од невротипичната популација. Ние мораме да се бориме против нивната дискриминација, против нивната ексклузија од општествените текови. Уважени гости, аутистичниот спектар на нарушувања навистина представува тешко бреме за секое општество.
Аутизмот е денес почесто нарушување од детскиот карцином, детскиот диабетес и сидата. Аутизмот се јавува кај 1 на 110 деца и 1 на 70 момчиња. Што е потребно да направиме со заеднички сили? Неопходна е сензибилизација на авторитетите кои не се баш доволно заинтересирани за проблемот. Повеќе од потребно е поголемо вложување на материјално-финансиски средства од надлежните институции. Креирање на национален регистар за аутизам е од исклучителна важност и ова сакам да го потенцирам. Едукација на стручни кадри за работа со деца и лица со аутизам преку посетување на специјалистички семинари од странски експерти или одење на наши стручњаци во странство. Потребно е формирање на дневни центри за лицата со аутизам и тоа не еден, туку повеќе регионални и правење на национална стратегија за аутистичен спектар на нарушувања. Ова се предизвиците кои треба да се решат итно од сите релевантни фактори вклучени во процесот на детекција, диагностика, едукација и рехабилитација на лицата со аутизам. Сакам да верувам дека надлежните ќе смогнат сили и ќе одвојат буџетски средства за постепено и трајно решавање на проблемите со кои се соочува оваа популација. Овој ден, 2 април, невладината Autism Speaks, која делува глобално, го прославува под мотото да запалиме сино и многу владини згради и објекти со големо значење се обоени во сино. Како например Empire State Building во Њујорк, унгарскиот парламент, зградата на операта во Сиднеј, берзата во Париз, Нијагарините водопади, големиот Буда во Кобе, светскиот трговски центар во Бахрейн и така натаму. Затоа, оваа година Македонското научно здружение за аутизам реши да ја замоли општина Центар да го обои војнот на конј во сино. Ние сме благодарни до општина Центар што позитивно одговори на нашето барање и што се вклучивме во таа светска кампања. Ова е ден кој треба да го инспирира нашето сочувство со оние кои страдаат, но во исто време и ден за нивно вклучување и интеграција во социјалната и општествената средина. И ден кој треба да им отвори надеж за подобра иднина. На крајот дозволете ми да изразам голема благодарност до генералниот покровител, господја Маја Иванова, сопруга на претседателот на Република Македонија, до општина Центар и град Скопје, кои застанаа за оваа акција, и секако до Сдруженијето во мојот свет, што ми овозможија денес да ви се обратам и да ги споделам своите размислувања со сите вас. Ви благодарам на сите за учеството и за придонесот.